Почитувани, добар ден, ете, ветено сторено, 16 часот. Еве сме заедно во емисијата на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие и јас Исо Мухич, а еве ќе зборуваме за она што е актуелно, но од еден поинаков аспект. Гледам генерално информациите, насловите одат во насока дека кампањата финализира и така натаму, полека се привршува кон крај, но ајде да ја поставиме поинаку. Може би тоа е и навистина причина за сериозна загриженост. Како оние маркетиншки агенции би го поставиле тоа, како што е да речеме. Замислете, уште само еден ден кампања. Уште само утре има ден од предизборната кампања. Трае само уште утре, уште малку па снемано. Дајте да искористиме што побргу. Што може да биде пресудно за одлуката на избирачите? Значи, само уште еден ден, утре до петок на полноќ, кандидатите за градоначалници можат да ги убедат гласачите, бирачите, можат да се убедуваат и да се критикуваат и препукуваат меѓусебно и партиски и да не уверуваат дека се вистинскиот избор за градоначалник или советник. Само уште утре, не пропуштајте, ете, уште малку па ќе нема и ќе снема. И навистина, ајде така да ги поставиме работите, што можеме уште да искористиме и да слушнеме од нив. Не во онаа насока, леле, едва и чекаме, туку еве, снемува дефицитарно, токму оној економски, маркетиншки пристап, за да се продаде стоката, не знам, црн петок, но тоа не е се, ако искористите уште утре последниот ден, само ќе може би и да навистина да направите избор кој е вистинскиот, ако имавте недоумици. Искористете го и утрешниот ден, или може би уште само денешниот ден, затоа што еве ВМРО ДПМН најави дека вечерва го одржува завршниот митинг во Скопје, така да, значи, веќе готово се растура друштвото полека и еве последна прилика да видиме, да ги разјасниме работите, мислам самите со себе, ако ги имаме дилемите, кои, што, како, или воопшто дилемите дали да излеземе. Имено токму и ВМРО ДПМН, но не само тие, туку и генерално партиите ги повикуваат граѓаните во недела масовно да излезат да го искористат своето право на глас. И тоа всушност покажува токму дека, а и еве коментирано од познавачите, дека не е исклучено да ни се случи уште помала излезност во однос на првиот круг, на овој втор круг избори, што си е самото по себе ете потврда дека има апатија, но тоа не е симптом за гласачите, за народот, туку тоа е, освен што јасно има негативно влијание на севкупната демократија и воопшто легитимитетот на тие кои потоа со тој мал процент ќе ја освојат власта, има уште повеќе, значи, причина да се анализира состојбите зошто се такви. А причините се токму тие фактори политички. Дотолку повеќе уште е битно и да се земат предвид тие неважечки ливчиња, дури 53.713 бројка на гласови, која е и поголема отколку што некои од партиите освоија вкупно гласови. И каква порака испраќаат или испратија тие 53.000 и колку ќе бидат сега. Во комбинација со таа рекордно ниска излезност која прв пат е под 50%, и тоа е исто така втор момент, овој е резултати во првиот круг, кои го потврдуваат токму тоа, не е дека проблем е електоратот, туку електоратот е разочаран. Представата не вреди. Едноставно, публиката се излегува и пред да заврши представата. И затоа велам, уште само еден ден, искористете, не пропуштајте оваа прилика. И нема никогаш веќе да има прилика, локални избори 25-та, да ги слушаме истите кандидати, истата комбинација, истите препукувања, исти обвинувања и да, третиот момент, токму во овој пресрет на вториот круг, да размислиме по однос на сите оние меѓупартиски преговори за тоа кој кому
ќе ги, како се вели, отстапи освоените гласови, односно како тие велат кој кого ќе поддржи. А всушност гласовите наши, кои ние сме ги дале за еден, тие да ги дадат на друг. И да си се спојат, за да, со оглед на тоа што со тие толку малку гласови не можат, за заедно да си останат на власт, а потоа веќе ќе смислат нешто што како околу распределбата. И во таа смисла, токму покрај таа вообичаена пракса на спојување, односно на отстапување на гласовите, дали тоа значи дека и ние, граѓаните, ќе ги послушаме, односно ќе послушаме да го поддржиме оној кој тие ќе ни кажат, односно да гласаме за оној за кој тие ќе ни кажат, дали ќе го слушнеме гласот на политичарите, или уште повеќе ќе се намали излезноста, па нема воопшто да се излезе, или бројот на пак неважечки ливчиња. Ете, во пресрет на овој последен ден, што уште може да биде пресудно за евентуално да се зацврсти, смени или дефинира одлуката на избирачите, каква порака ни пратија, што уште можеме да слушнеме. Ете, тие завршуваат, ние почнуваме со емисијата Очи во очи и анализирањето токму на практично веќе и може да се каже целокупната кампања, иако вториот круг е во фокусот сега, па по изборите ќе ги анализираме и целосно и првиот и вториот круг. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Исо, добар ден. Добар ден, се слушаме, повелете. Се слушаме. Да, одлично. Ајде сега да ги оставиме политичарите, да ги повикаме граѓаните, да излезат сите до еден на гласање. Ја не можам да разберам што ги мачи 15 минути или пола сат да излези да гласа. Што е та штета ли ќе направи? Ја би ги повикал сите да излезат за Скопје, за ова момче Месинович, сите да гласа за него. Дечко не компјутер. Знај што зборува, знај да размислува. Толку ми се вака допадна на емисија на која гледав, дуелот. Овај во Телеком кај работело вода, па што направи киселаода? Прво, немаш не основна култура да запри, да го сослуша малце. Тој се искажа 4 години. 4 години зборуваше. Требаше да чути да го слуша него. И па затоа ги повикувам сите и тие што не беа излезени прошло прво гласање, до еден да излезат да гласат. Не ги кошта ништо. Па ако сакат и нека пречкртат, и ако сакат, за кого сакат, ја не знам зашто не излагат. Како да има некој терет, како да има трошак некој, како да има некој мака, како да, шо знам, да мислат самите против себе. Не излагам ја. Голема работа тој не излагал да гласа. Штета ќе направил тој ако не излага да гласа. Срамота. А исто и за Кичево, и таму да излезат ги повикувам, овој ка сами направи една непријатност со политиката негова. Ја не знам колку ќе се исправи то, ама човек е човек. Некогаш и не знае што зборува, не знае кај оди, не знае кај гледа, ама сам по себе се казнува. Тоа е то. Исо, да те поздравам и убав ден ти имаш. Благодарам, да ве поздравувам и јас по однос на излезноста, ете и ова вие што го спомнавте, токму изминативе 2-3 дена имав и разговори со некои, веќе кажам, нашинци кои живеат во Холандија. Нашинци во смисла токму она што е битно и за изборите, етничкиот клуч или граѓанските вредности, стручноста, што ќе пресуди. Но таа смисла не е битен етничкиот предзнак, туку нашинци, луѓе од Македонија кои живеат таму, а со оглед на тоа што вчера токму беа и изборите во Холандија, па токму коментиравме, паралела направивме по однос на ова кај нас овие, кај нас и едноставно моделот околу тоа дали е подобро да биде задолжително гласањето или не. И тие ми кажа, со оглед на тоа што велам, значи нашинци се, значи таму се туѓинци, сепак.
или барем се уште, или како вели пак еден во туѓа земја си секогаш туѓинец, без огледи на државјанство и така натаму, или странец. Дека нема казни ако не се излезе на изборите, но прво постои таа култура, она што го дискутиравме, значи едноставно чувството кон државата дека таа е сериозна, ги извршува своите работи, ги сервисира и сериозни треба да се и гласачите, но во исто време ми кажаа, велат, не се казнува, но се евидентира, сепак, се има предвид. И за тие да знаат колкава е довербата, како работат самите тие, но и да знаат какви се граѓаните во смисла на одговорноста. Особено оние кои се доселеници условно. Колку се сериозни, колку се посветени и така натаму. Така да ете, тоа е исто така еден битен момент по однос на тоа како и ние ги доживуваме, или всушност тоа е рефлексија кај нас можеби. Доживуваме онака како што ни е представено. И затоа клучен момент е навистина прво да созрееме по однос на тие граѓански вредности, да ги надминеме етничките, за да можеме да добиеме потенцијален квалитет од нив. А кога ќе имаме квалитет, тогаш ќе се развие и одговорноста кај нас. Видете што прават, како се добри, дајте, одиме и ние. А вака обратно, само се регресира. Етнички клуч, потоа ете тоа што има веќе и тоа што ни го покажуваат тие, еве сега коалиции, какви што ќе бидат, и потоа сето тоа се рефлектира на, за жал, оваа излезност, која е токму, велам, рефлексија, одраз на состојбите. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван. Да, повелете. Благодарам. Ја прво ќе речем фала Богу што ќе завршат, значи рекламирањето на партиите за градоначалници. Немојте да пропуштите, уште утре имате прилика Не, и ни случајно нема да пропуштам, меѓутоа во Охрид нема да има прегласување, нема да има втори, завршено е све. Меѓутоа веќе ми е преку глава на телевизиите, затоа што не дозажува, затоа што во очи не лажат, мислат дека им веруваме. Ја да ви кажам најискрено, прво и на вас ви замерувам што ги водите овие емисии, зашто не ги прекинуват. Кога еден збори да се научат, значи кога еден збори другиот да слуша, а не да му упаѓа еден на друг. Овдека во овие, да речеме, локални избори, јас не видов да кандидатите да дискутираат, да кажуваат што ќе направат, што направиле. Тука претежно беа председателите на тие партии. Партиите, председател на партијата, мене ми треба да го чујам мислењето, што стори, што ќе стори пред оној кој што сака да биде градоначалник, сака да биде советник, сака што иде. Мене тој ме не интересира. И ми се чини дека стварно, значи, не заслужуваме. И ќе речам, сакале или неќеле, еднаш за секојаш мора да го променат законот за избори, значи да имаме една изборна единица, да имаме отворени листи, да предлагаме ние кој ќе биде, дури и за градоначалници ние да предлагаме, и за советници ние да. Тогаш ќе бидам радосен, ќе бидам веќе и со значи широки гради, со отворено срце, ќе отидам да гласам и ќе заокружам бројот кој што мислам дека стварно ќе ги исполни барањата наши, а не оно што гледа, ова што гледаме нечини, оно што гледа да речем во Кичево, значи она изјавата на господин Мицковски, кој ги напаѓа девојчињата, внуките и не знам што. Ако имат... Така, благодарам, поздрав до вас, ете истече времето, повелете кој ни е следен. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Ајде, праша оној Борче од Крушево, зошто не излагаат да му објаснам. Како бе Борче ке излагаат кога се попарени плачковци 33-3 во првиот круг изгубија од ВМРО тие од СДС што ги бранат предавниците. Како нема да бидат попарени? Повај више Велјан, Љупчо, Ѓоко, Диме не ни излегува во првиот круг за гласа. Тоа е целата приказна. Како го победија само во 2-3 села? Како ќе излезат да гласа? Тие се попарени. Па сега за градоначалник на Скопје и ѓавол нека биде градоначалник,
Само да не биде од ВМРО. Нивната глупава психологија е тоа. Па тоа, овој вика златен дечко, многу паметен. Каков златен дечко, бе, не знае што е, бе? Каков златен дечко, бе? Знае само да збори, да има гуги и да кажува. Работел на шанк. Абе, тоа треба менаџер Скопје да го менаџира, бе, човече. Како можете така да резонирате, додите и против својата судбина и според... Тој Петер ќе биде полош од Даниела. Слепили сте тоа да го видите. И сите овие што зборуваат против владата, и малку им се тие 7.000, не се благодарни. После изборите, тие 7.000 веќе нема да ги добиваат, па да се опаметат. Пред парламентарните што им запослиле синови и керки, ќе си одат, па нека ги запослува овој Амер. Па да им дојде памет да не бранат предавници. Кога ќе се освести овој народ за ситни лични интереси, да не си ја продава држава? Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало. Да, се слушаме, повелете. Добар ден, Добар ден, да, повелете, поздрав. Па во Кичево граѓаните, односно гласачите, не го послуша лидерот на ДПМНЕ. Уствари во моментот го послуша и за Молсија, кога на 24 јули на митингот во Кичево пред предизборен митинг, и насочуваше гласачите и членовите да гласат за плен. А пред тоа сам јас уште ќе понавам. 7 дена јас јавно апелирав и преку мојата Facebook страница и преку вашите телевизии, преку другите, да било која партија да го предложат за градоначелник за Кичево доктор Александар Јовановски. Меѓутоа, они што значи да си ги штитиш личните интереси? Членовите на партијата ДПМНЕ Молсија долго време, место во истиот момент да го извикаат Христијан Мицкоски, да му кажат во истиот момент на митингот отворено, дека сакаат други не да бидат по некоја волја, него по волјата на граѓаните треба да бидат градоначалникот. Фала им што ме послуша мене на граѓаните на Кичево. Па извршија притисок, па мораше Мицкоски да ја промени политика, да ги послушат граѓаните, членовите на партијата и граѓаните. Тогаш имаме ние, кога членовите ќе секогаш искрени, кога секогаш ќе вршат притисок на нивните представени таму, и само така кога не ќе ги гледаме личните интереси, кога ќе гледаме интересите за државата и за народ, за сите, наравно треба да се бринеме и за нашите семејства, меѓутоа не да гледаме интересите на лични, него да гледаме за народ, за држава. Тогаш ќе имаме просперитет, тогаш ќе имаме успех, ќе имаме благодат. А не како е претходниот и другите што навиват политички за една партија. Никаква критика не дадат кога дојде парламентарна власт во ВМРО ДПМНЕ претходниот. Значи добил некој интерес, нека не кажа за другите дека интереси, лични интереси, некој висината да каже како што беше искрен Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Повелете, поздрав. Благодарам. Поздрав до емисијата. Благодарам. Конечно, 1 април ќе заврши. Аха. Траеше 30 дена, некаде ќе продолжи уште. Меѓутоа, само една мала дискреција да направам за предходниот гледач. Добро. Премногу употребува предавници и за мене лично, не сакам за други да кажам, за мене лично тој е најголемиот предавник на македонската азбука. Тој за мене не е македонец, тој е најголемиот предавник на македонската азбука. Ние имаме азбука, немаме абецеда. Не се вика СДС, се вика СДСМ, не се вика ВМРО, се вика ВМРО. Ако употребува абецеда, тогаш нека оди до крај со абецеда. Ако требува азбука, нека оди до крај со азбука. Затоа велам дека тој е најголемиот предавник, се прави некаков патриот и секогаш употребува зборови предавници. Па нека прекине човекот со тоа, нека се види во огледало каков предавник е тој на македонската азбука. Ништо повеќе не барам од него. Благодарам за тоа. А за избориме, фала Богу, ќе завршат. Нема да завршат секаде, меѓутоа кој ќе победи? Сите велат оваа партија ќе добие, онаа партија. Никој не вели дали граѓаните на таа општина ќе добијат.
Јас гледам дали граѓаните што сакаат на вистина ќе добијат градоначелник кој ќе води општината во права насока, кој на крајот на мандатот ќе каже јас за 4 години се иселува по 10.000 од мојата општина, сега не се исели никој, кој ќе направи канализација во сите општини, некако Скопје 30-40% во Скопје нема канализација, а не спомнуваа овдека канализации, кој ќе направи учениците да бидат безбедни, кој ќе направи да нема сообраќајки и да бегаат како што се случува вчера со девојчето, кој ќе бидеме сигурни по улици. Тогаш ќе речеме дека победи тој и тој. Благодарам ве, поздравувам. Останува нејасно дали оној кој користи АБ употребува абецеда. Па треба АБ да каже тук, наместо АБ да ти кажам. Да се пошегуваме малку, но истовремено ете да укажеме токму и на колку е можно по рафинирано, истенчено изразување. Ако ништо друго, барем да се стремиме кон тоа во таа насока. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, поздрав. Па еве гледам, одма му тргна, одма на кафами му тргна. Аха. Тоа тие на повисоките места, молци таму. Ето што, претежно каурите, вода се нема ни со месеци. Нема ли да се снимат, нема ли вода да пијат, одана. Обдишно околу екзодус, врз македонците, од прва рука му тргна, валда му е на. Значи, прав избор направиле овие такви патриотите што плацале за него. Друга работа ќе кажам околу излезноста, што имат излезност на патриотите кои ќе му одговара. Колку поголема излезност, тогаш ќе вари граво. Да, моје, па сега не знам да грешам. Друга работа. Оној спомеником, жена парк, со мајката се деца бегал се исцелен. Спомен плоча. Уште не е вратен. Знаеш колку време стои така гола? Сега предот по таму. Уште си е така, а овие патриотиве, бидејќи големи патриоти, се грижат за македонецот и македонштината, затоа и толку ја паќаат. А пази, самиот парк не вика жена парк од тоа. Дека жена е тоа, може грешам, а ние не такви какви сме леви, малку не качени, не леватни. А и друга работа, ние австралијанецот многу се загрижил за ДПН, нели австралијанецот немако беше. Пред двојца, тројца или така беше нешто. Кој е тој австралијанец? Што некако многу се грижи за тоа. Гледајте му, не си таму, дали си у Аделаид или си у Камбера, видите му таму како се дешаваат изборите. Немој се скопјајте тебе. Видни Сиднеј може и ќе биде. Ајде, поздрав. Благодарам, поздрави до вас. Инаку ете околу излезноста, пред малку ги спомнав изборите во Холандија, кои вчера се одржаа. Излезноста таму, според оние податоци до кои јас дојдов, 75%. Така да, ете, една јасна споредба. И ако ништо друго, секако дека и оние кои велат па легитимно си е. И под 50%. Легално да, но секако има разлика во легитимноста. Еве, нека е легитимно и ова, иако е велам дискутабилно. Но сигурно е неспоредливо помалку легитимно со ваква излезност, каде што мнозинството воопшто не излегло, над 50%, затоа ајде да не кажеме и дека не е легитимно. Еве, да земеме предвид дека е легитимно, секако не може да се спореди таквата легитимност со легитимност од 75% излезност. Тоа е затоа, значи, и токму таа влијанието или пресликувањето на вкупната демократија воопшто. Тогаш може и да се каже што избрал народот, тоа и има. Тоа е и легитимно, и легално, и тоа и го заслужува. Тука и со ваква излезност не држи толку ни тоа што си барал народот. Па не си барал. Му определиле под 50%. Ако утре дојде до што си барал. Ако бидеме задоволни, исто така, не си донел народот, тие малку го решиле тоа.
Само не е демократски, во таа смисла. Под 50% секако. И сега следнава недела и ќе го добиеме извештајот за напредокот, па ќе видиме каков ќе биде. Токму и поднос на тие укажувања хибридни режими и слично. И самото тоа режим веќе си кажува што е. Повелете добар ден. И кој треба да прави промени. Повелете за да не биде така. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, се слушаме. Да, еднаш добив, Исо. Исо, Да, повелете. кеј сега, вака, 53.000 неважешки личини. Добро. 48%, така? Да, 12.300 од нив само во Скопје, значи најголемиот број. Добро. Чекај. Добро. 48%. Сега неважешките листиња не влагаат овие 48%, така? Добро, да, ме замисливте, да. Добро, во ред. Па тоа не е уред, пиш. Не треба, не е 48%, многу помалку. Треба и од тие неважешки. Него народот се лаже, знаеш како вика, пуно вика, чидам ќе искртам. Абе вика, влагаш у цензус ако искрташ. И он влагал гласачко тело дека бил на гласај. Што не е уред за мене, не е уред. Исо сега, види, ти го нашна тоа прашање, ма не го одговори. Например, кој донесува одлука дека 33% да бидат излезни? Самите партии, самиот законодавен дом. Јасно. Јас воопште не се слагам со тој цензус. Така? Да. Не е демократија више. Так. Не е демократија, више анархија. Ќе се седнат, они ќе се договорат. Ова ми доаѓа исто, знаеш како? Да. Ми доаѓа кон 78% што си го донесува кривишниот закон. И за мене не требаше избори да има, тур го сменат кривишниот закон. И се овие новите градоначалници, у каква поволност, колку сака да краде, највише може 3 години да биде утат. Така, по законот. А за 6 години му застарува селото. Па нека им е овако свака част на тие што излегле на гласање. Поздрав и пријател. Благодарам, поздрави до вас. Но токму тоа тие што излегле на гласање, значи не би рекол дека неважечките не влегуваат во излезноста. Затоа што тие се евидентирани, се појавиле на гласачкото место. Го оствариле правото на глас. Значи дошол работникот на работа, не работел ништо. Но дошол, пребројане. Бројна состојба 100%. Ефикасност 0. Во таа смисла, значи 53.713 неважечки ливчиња. Тоа се луѓе кои дошле се идентификувале и влегле во бројот на гласачи. Мислам дека тоа така би требало да биде. Значи, тоа што е неважечко ливчето, затоа вие не може да ги делите по тоа дали е неважечко или кој за кого гласал. Тој дошол, гласал сега. Тоа што нема учинок, нема ефект, тоа е друга работа. Но дошол и не работам, не ти гласам ништо, седам. Нели имавме и поранешниот спикер Џафери, па кога беше пратеник, па седеше, си читаше. Сега учинок што е? Тој си чита книга, важно присутен е, се чукнал таму картица, се легитимирал. По однос на ова цензусот или слични нели примери, по однос на цензусот, значи изборниот законник за успешност на првиот круг предвидува, односно определува цензусот 33,3%. И јасно кој го прави изборниот законник. И самиот изборен законник, значи, определува за првиот круг 33%, за вториот пак нема минимална граница. Ако сакаат, можат да воведат за вториот минимална. Ако сакаат ова 33, може да го направат 3,3. Според потреби нивни. Како го сменија кривичниот законник, па застареа делата. Ако видат нема излезност или сега е мала, може сега смалат на 25. За да не дојдат во ситуација неуспешна да биде. Ако проценат дека им одговара така, може и да го покачат, па ќе назначуваат своји повереници, па уште подобро, ќе стават кого сакаат тие, власта. Не велам конкретно партија.
А за вториот круг пак нема минимална граница, реков, значи општините добиваат градоначалник без разлика на бројот на граѓани кои ќе излезат да го дадат својот глас. Еден глас повеќе, тој е победник. Повелете, добар ден. Да, поздрав, повелете. Поштовање, господин Исто така, да, повелете. Убаво кажа ти на последното. Значи, испаѓа дека партиите како сакат си прават во овие 35 години, како им одговара. И за парламентарни, и за локални, и за председателски. Сите се ајдуци, сите се криминалци, ништо нема да биде. Џабе се радуваме, ние овој ќе го избера тоа. Во тотален хаос е Скопје. Ќе го средал за 72 часа. Срамота што лажат. А се сложам со господинот што го критикуваше на тој доста предавници. Па тој најголем предавник е и најголеми предавници се од ВМРО. Како не лажа името, нели ќе осменат името, ако не е темата тоа. Нели ќе ги ослободат тие за 27 април. Тие се патриоти што гинеа за Македонија. Све се лажици, све се тие криминалци, кои како дојде градоначалник, нацепај си по 3-4 стана и земјиште и све. Ништо не биде од ова Македонија. Пак ќе речем јас, нека ме чујат некој, само 10 години од Словенија да ни организира и локални и парламентарни све. Не бидува нас. Ние сме таква нација, станавме проклета нација, под наводници ми е криво што го зборам ова. Само да се лажи, само да се манипулира со народот. 33-4 години, 35 го лажат. Ке било вака, ке било она. Тотален хаос во сите сегменти. Да ги снема од политичка сцена сите партии. Само така ќе се оправиме. Све се тоа лопови, све се тоа лажачи, а ние наивни, тие што ни вика тој предавници она. Тој е најголем предавник. Каде е ВМРО да го врати името? Каде да ги ослободи тие да прави веќе до година 6-7 години повеќе? Биде ми поздравен, само друг да не командува 10 години, ќе се оправиме. Све најдобро. Благодарам ве, поздравувам и јас. Тоа е можеби клучниот момент воопшто кај партиите, односно кај тие ветувања. Па така и по ова 72 часа што кажа кандидатот за градоначалник Орце Ѓорѓевски, но и премиерот Мицковски неодамна кажа, Орце ќе го исчисти кој ќе стане градоначалник. Впрочем, Мицковски очекува 60 градоначалници, вечерва испомнав завршен митинг во Скопје. Па ете кој смета да не пропушти. Велам уште малку па нема. Што е поентата? Да, 72 часа или како и многу други ветувања, или сите ветувања, впрочем, кои се во идно време поставени ке. Клучниот момент е да се означи стартот. Кога? Значи, за 72 часа ќе исчисти, да. Но кога почнува времето? Треба да каже кога, ако стане или слично, од сега 72 часа. Тоа може да трае 3 месеци, 6 месеци, да не каже. Да каже, од сега 72 часа. Така и со ова, не знам, името се ќе вратиме, слично е веќе. Може ви кажам, јас ќе зборуваме за тоа, но не ви кажувам кога. Кога? Ќе ви кажам. Но кога? Ќе ви кажам, па кој ќе ви кажам, од сега ќе зборуваме. Така и ова. Ќе го вратиме името. Кога? Не е дојдено време. Ќе ви кажеме за 3, 5, 10 години. Од сега ќе почне да го враќаме името. За 72 часа ќе го исчистам ѓубрето. А тоа може да почне за 6 месеци. Од сега за 72 часа ќе го исчистиме. Така да, затоа велам, се тоа генерално изјави во тој политички контекст во кој многу работи недостасуваат, за да може да биде комплетно да ги... Потоа затоа како со ова сока сами имате ситуација погрешно протолкувана, извадена од контекст. Иако таму нема што нешто многу да се толкува, тој не зборувал на знаковен јазик, ниту кажувал нешто воопштено, светлината ми доаѓа некоја, па ние не знаеме дали е од сонцето или од неонското светло. Туку јасно, ќе поддржиме тој. Но во вакви случаи, и тоа како, имате основа. Ќе ви каже некој за 72 часа, зошто не се исчислило 72 часа? Па јас не кажав кога. Чекај прво да почнам со работа, па не знам 100 дена да ми поминат од мандатот, па да видам ситуацијава каква е, па да организирам, да сменам директори, па ќе ви кажам кога ќе почнете шоперицата да ја пуштите.
И тоа е тој пристап, затоа или да, ќе исчистам, а што ако не исчистам? И тука нема. Па ти кажа ќе исчистиш, а сега не исчисти. Па не исчистив, еве, овие оставиле проблем тако што не може да се реши. Па што правим сега? Па ништо, јас не реков дека ќе одговарам за тоа. Јас мислев во поинакви околности, погрешно сте протолкувале, погрешно сте интерпретирале, погрешно сте сватиле, сте извадиле од контекст. Таквите изјави оставаат можност, јасно. Но ако се каже конкретно одстапувањето на функција во 72 часа ќе исчистам, а во спротивно ќе направам, тука не може после извадено од контекст и погрешно протолкувано. А вака се може. Така и тоа ние ќе направиме. Ќе направиме. Кога имали? До кој рок имали? Од кога имали? Нема. Се е воопштено. И тоа може би навистина ќе биде направено. Само не знаеме кога. Затоа што не е ни прецизирано и не ни излажале во таа смисла. А ние ако сме си протолкувале поинаку, па погрешно сме протолкувале и сме извадиле од контекст. Повелете, добар ден. Добар ден и почит. Поздрав. Да, исто така повелете, почит, поздрав. Господи Нисо, повелете, јас вака ќе почнам со неколку работи, сакам да ја кажам. Прво, јас не се согласувам со идеологијата на ДПМНЕ. Јас сум нивни противник идеолошки само. Значи идеолошки. Многу поддржувам говорот на Мицкоски во Кичево. Го поддржувам. Што се однесува до Амар, Мациновиќ, момчето, ме бенди се да ви кажам право, како и секогаш, но тој е случајно залутан во левица. Штета, господине. Зошто го велам ова? А неговата пријателка Мојсовска лично бе на лице место кога ги скрнавеше на Христо Узунов спомен обележјата во охрид со црвена боја. А кој е тој сега денешен македонец кој ќе гласа за таа левица со нејзината виртуелна герила, калам герила. Одиме понатак. Јас мислам дека господинот од Карпош, он многу ги нарекува луѓето предавници, се согласувам дека тој е вистинскиот предавник. Не го почитува ниту конескиот литературен јазик, барем по нашински муабети да го говори. Него не го интересира, него сервизацијата го интересира, зато е предавник. Инаку мислам дека од кампањата приметив дека истече времето, но добро да се слушнеме ние јутре, уште еден ден има кампања, па да зборуваме за неа. Добро е што во сабота е предизборниот молк, така да, да го искористиме денот утре, па да се доискажеме. Се што имате, кажете уште утре или молчете за секогаш. Не за секогаш, но само до после изборите. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, повелете, да. Поздрав до тебе. Благодарам. Нека е, да, повелете. 300 будалаштини не може да не се јави. Ама повелете секако што. Ја мислам дека ова добро да се слушне, да. Со предавници е апсолвирано прашање. Ама овие од СДСМ има чудно сваќање за настаните. Например, дебакал на изборите доживеа, они прогласуваат победа. Предавство извршија на државата, веле предавство по сите елементи, со документи што ги подпишаа, а не дали некој се обраќа на српски или на англиски. Значи, на српски ако се обраќаш си предавник, на англиски не си предавник. Со подпишани документи се прави предавство. Тоа да го рачистиме. И сега гледај, ќе испадне ВМРО предавници. Исто како на избориве, ВМРО изгуби, они победиле. А ова веселава математика, ништо не се согласувам околу тоа легитимитетот. Дури и со тебе се ќе спорам тука. Да, добро, секако. Значи имаме 50.000 предскртани, што не се задоволни, ама имаме 800.000 што гласале. Што е многу повеќе од 50.000 што предскртале. Значи 800.000 имаме задоволни.
И ако излезат 90%, например, и за тројца кандидати, еден добие 40, седмиот 30, седмиот 20% од гласовите. Победува овој со 40. И тој ќе биде избран. И тој нема легитимитет. А 60% не гласале за него. А излегле 90%. Значи, тачно си одредено легитимитетот и да овие избори има многу поголема излезност него на претходните избори, према бројот на присутни граѓани во државата. И многу поголема излезност него во многу европски држави. Што може да се провери. Ама кога не можеш да најдеш начин како да го оправдаш поразот и ќе си правиш весели математики, знаеш, изгубил Вардар, не судијата вака праеше, не овој крив бил играчот, крив. Така, благодарам ве, поздравувам, но еве спомнав во Холандија на вчерашните избори 75% излезност. Од друга страна, да, 800.000 излегле, а велите 53 неважечки, но повеќе од 800 пак не излегле, од 800.000. Тоа се оние 52%, повеќе од половина кои не излегле. А тие пак 53.713 неважечки е број на неважечки ливчиња за 3 пати поголем од оној на локалните избори во 21 година. Значи, сепак е симптом. Не вообичаено е нешто така, да пролет зазеленува, ова лисијата па пожолтуваат на есен, па убаво циклични промени. Туку е симптом. Нормално е малку нешто шмркам. Ова не е шмркам, ова е да се провериме. Појди на лекар, во таа смисла. 3 пати поголем од 21. Број на неважечки ливчиња. Значи, веќе е показател. Некој процес има воспалителен. Ај под наводници, со тој медицински речникот и гледате поголем број се медицинари таму кои се занимаваат со политика, па и ние можеме тогаш. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани со. Да, почит до вас, повелете, добар ден. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав. Па западните демократи не случајно го измислиле вториот изборен круг. Еве која е целта на вториот изборен круг во демократијата. Значи, оние што правеа тајни коалиции, сега излегуваат на површина во вториот круг. Значи, тајната коалиција СДС, Левица и ДУИ си излезе на површина. Сите оние што од шарената насилна револуција, антидемократска и антимакедонска револуција учествуваа во антимакедонските процеси после шарената револуција, сите ќе си го поддржат Мециновиќ, исто како Левица што си ги поддржа СДС и ДУИ 2017 за да дојдат на власт. Таа тајна коалиција сега ја гледаме јавно. А овие фонетски, абецедни предавништва или не знам што, тоа си имаше шанса СДС да си каже кога се гласаше 1990 година во Македонското собрание, дали да се изведува југословенска химна или македонска химна. Ако сте за југословенска химна, таму си имаш абецеда, не имаш македонска азбука. Така да, СДС, Левица и ДУИ добро е што се против мнозинството народ, а му кажуваат на народот дека нема демократија во Македонија. Пака и да ги изфилтрираме работите и толкувањата. Тоа да се представуваш лажно пред македонските граѓани, не се што е измама и штета за демократијата, туку и е штета како кривично дел лажното представување. Така да Амар Мециновиќ видовме дека лажно се представуваш. Тоа што сакаше да сокрие дека во град Скопје Левица има 3 директори, има 7 членови во управни одбори во предпријацијата и 8 водечки членови управни во град. Така, јасно, да, истече времето. Благодарам, но ете, она што го спомнавте, што е јасно, многу познато, велам, тие меѓупартиски договори кои постојано ги гледаме назад десетлетија. Еве и вие го спомнавте сега, па гласовите од првиот круг, каде ќе отидат, ајде да не прецизирам. Но прашањето е повторно тоа, дали ќе го да слушаме сите, но дали ќе го послушаат тој глас на политичарите, граѓаните? Ајде тие гласови пренасочете ги таму.
Или едноставно, затоа велам, дали ќе се гласа исклучиво по партиски клуч или ние не гласаме, не бираме партија? Па која партија? Тие си формираат партија, не прашуваат. Сега имаме партија. Ние бираме градоначалници или бираме на парламентарни избори или на председателски. Што веќе? Значи, дајте ги гласовите за... Прашањето е, ми се допаѓа овој и не ме интересира, односно, ми вето имам, чувство дека е способен и дека ќе направи добро за сите. Но не бил партиски, не бил етнички. Тоа е клучниот момент. Дали нужно треба и дали ќе ги послушаат мнозинството, велам. Затоа што спомнав, два моменти се тука клучни на овие избори, историски најниска излезност, без оглед на се. Во ред, да, еве, и гледачот пред вас коментираше, но останува фактот, се едно, во ред е, еве, неговото, да не навлегуваме во анализи, но останува фактот историски најниска излезност. И во комбинација 3 пати најголеми неважечки ливчиња во однос на парламентарните 21. Затоа кажам, најмалку два фактори кои покажуваат, па ова се сериозни симптоми на нешто. На нешто не е конвенционално. Но проблемот не е кај тие што не излегле. Туку не се мотивирани. Сега прашањето е токму тоа, по однос на послушноста. Не поминал кандидатот мој, па сега јас ќе давам глас на некој друг. Ако не ми се допаѓа, впрочем. Ако ми се допаѓа во ред, но да се дава глас ли затоа што повикува политичарот, односно партијата, или во име на партијата. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушам. Да, ве слушам, поздрав, повелете. Најпрво, гласањето во Македонија треба да биде задолжително по мене. Ние очигледно немаме свест и совест дека сме одговорни сами да избереме таа локална власт. Не само да ја критикуваме или критизираме, туку и како бираме. Затоа треба да биде задолжително и да има и казна, парична казна. Тогаш ќе имаме 100% излезност. Ба, да, и легитимност, потоа не спорна. Тоа се решава со една одлука во парламентот. Тоа е многу лесно. Да. Втора работа. Вака, имаме 48 од 100 легитимност, да. Односно помалку. Сега за тие 48 не се согласувам ни за тоа. Добро, повелете. Да, уште помалку е реално кога ќе ги како јас размислувам. На списокот за гласачи има и нерезиденти, затоа списокот е огромен. Да. Тие луѓе реално што не живеат во моментот оваа година во Македонија, не знам зашто би гласале. Тие гласаат за да има манипулации, кој ќе победи, каде ќе победи, во која етничка опција и што знам, повторно можност за манипулации. Јасно, нелогично, за окружување, да, таму каде што треба да се. Нелогично и неправно и некоректно е некој што живее во Швајцарија да ми одлучува за мојот градоначалник во Кичево, Тетово, Белес и не знам каде. Тоа е втората работа што треба да се исклучи, треба да гласаат само резидентите. Околу градоначалникот на Скопје, тоа ми е битно, бидејќи јас сум граѓанка на Скопје. Го гледав господинот Амар Мециновиќ и нормално правев анализа. Неговите способности се сведуваат само на тој е талентиран оратор. И толку. Тој умее да зборува културно. Иако постојано напаѓа, но со културни зборови. Тоа е неговата способност. Друга способност е младиот човек не видов. Видов дека... Благодарам, да, ете, за жал истече времето. Имаме ли време? Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете, да. Ето ваката сега, значи, кога би исклучиле сите, тогаш ќе видиме дека неутралноста и неутралните колку се. Вака не можеш да видиш кои се неутрални. Така да тоа би била некоја обврска задолжително, затоа што сега некој за некого се бори, некој не искача, а друг искача. И фактички он се бори и тој да живее како ќе живее сега и како треба да живее. Мислам, тука таа нееднаквост не е во ред. Меѓутоа, тоа е тоа. За жал, законот кај нас се дозволува. Сега уште ден кампања, фала Богу да ви кажам, затоа што никој, само со препукување и 300 работи се збори, ти ова, никој не излегуваат со факти, ќе направам ова, ќе направам она, значи, така да овие се само рекла, казала, работела како чарши или на пазар. Друго би кажала, што се работи за градоначалник на град Скопје кампањата.
Нели градоначалничката до сега викаше нема кој да подпишува. Па еве сега господјата како испадна да назначи друг директор на комунална хигиена. Значи, гледате, ја не можам да сватам интелектуалци луѓе да се служат со, морам лаги да кажам, немам друг збор, некој поадекватен. Така да, значи, испадна како што она не кажуваше. Значи, не испадна по нејзино, испадна како што треба. И значи, сега кој е крив за град Скопје? Сега немало кој да подпише и Тога што значи дека можела и да го тргне од функција. Па ова не е 2-3 дена да нема кој да подпише. Ама не се работи за 2-3 дена кога го нема човекот. Значи со месеци. Значи овдека само се работи со лаги. Не можам, ја не сакам друг зборови лоши, меѓутоа не можам друг збор да кажам освен лага. И сега што искочи на крај, господјата беше менаџер добар. Како менаџираше со Скопје? Беше така као добар менаџер дојде од комората таа каде што беше. Значи ова е невидени лаг. Благодарам ве, поздравувам. Имаме ли време? Добар ден, ако имаме. Ако сме на крајот, поднос на времето за жал ни диктира, изгледа. Добар ден, имаме ли време или сме на крај се чини? Добар ден. Добар ден, ако имаме некого, повелете. Ало? Повелете, се радувам, имаме уште. Ајде да виде склакне емисијата. Ајде да повелете. Сега ги споредувам кажувањата на другарите патриоти со кажувањата кога беше референдумот. Тогаш како збореа, сега како зборат. Да ги прашам, што ја менјаваат математиката сега? Зашто ја менјаваат сега? Одиме по истата математика како за референдумот. Имате толку лившиња, нема што да се разговара. Намален е бројот. Сега бараме прочистување. Тогаш на колку се повикувавме дека е избирачкиот список? Тогаш правиме муабет за аномалии на избирачкиот список? Не. Сега правиме се. Меѓутоа едно друго сакам прашање да прашам. Што се мешаат битолчани во Скопје кој ќе биде градоначалник? Абе нека си ја гледаат својата мака што ќе им се случи со новаци после изборите со депонијата, бе. Зашто таму не може да се бунат што ќе им се прави депонија под носот. Таму чутат се кријат, да не кажам каде, се мешаат у Скопје кој ќе бил градоначалник. Абе гледајте си ја вашата мака што ќе ви се случи после изборите. Сите, каде што се смени власта, да видите зошто е. Остете го вие Скопје, како ќе биде Скопје, оставете го. Кој сака кој ќе го наредат, они не се секирајте. Гледајте си ја вашата мака. Ве немаше да протестирате за депонијата што ќе ви ја прават, доаѓате, у Скопје го решавате проблемот, Амар дал бил добар или лош. Господа чува и да брани. Дај ме пусти ми онаа песната Среќа од Тоше. Буквално е за ова поднебје кој измислена. Што е чудно што луѓето живеат во животи туѓи. Почетокот е толку пријатно. Благодарам ве, поздравувам, но добро, секој може да дискутира, да си го каже мислењето, а по однос на локалните избори пак секој ќе си гласа за својата, односно во општината во која е пријавен и да сака не може да гласа. И тука доаѓаме токму до оној момент што го спомна една од учесничките. А што со диаспората? Па изборниот законник. Ако се евидентираат неважечки ливчиња, ако се евидентираат важечки, да се евидентира и диаспора, па да се види, да се направи разлика колку има од диаспората, колку од домицилно, колку од надворешни, колку од внатрешни, односно глобално, локално. И во таа смисла, тој што си е од општината, најдобро би требало да знае што му треба и кој е најдобар за да ги направи тие работи, да ги среди. Инфраструктура, пат и така натаму. А не некој од диаспората. Тие треба да бидат важен, но не пресуден фактор. Затоа е добро да се направат тие измени. Измени секогаш треба да се прават во насока на подобрување. Ви благодарам што и ние мислам дека го правиме токму тоа. Имајте пријатно попладне, ве поздравувам. Довидување.